Кампањата за локалните избори официјално ќе започне во понеделник, но да не се лажеме, ние веќе цел месец живееме во кампањата фигуративно и нормално ги представуваме сите кандидати кои, како што ја објавува својата кандидатура за локалните избори, така и ние ги најавувавме во нашето студио или пак во вестникот на Слободен печат или пак на порталот. Тука со мене е една многу интересна личност, Ристо Пенов. Добар ден. Добар ден. Интересна зошто вие бевте и градоначалник на Скопје, бевте и министер за локалната, а сега ќе бидете кандидат, носител на листа за општина Карпуш. Не, за град Скопје. За град Скопје, се извинувам, да. Зошто? Зошто? Некако не како од кој на магаре. Ако излеземе од ова студио и веднаш ќе видиме дека зошто. Добро, да. Ѓубрето не исчистено, тротоарите не изметени, канти за ѓубре нема или затоа што не функционира. И затоа што овие 4 години ја покажа улогата на Советот. Таа блокада што настана у Советот во голем дел не е причинителот, но ја создаде ова атмосфера која, иако имаме најави дека брзо за 72 часа ќе се реши, ако ја анализираме, ние брза разрешница немаме. Хајде анализираме. Пред 4 години ВМРО ДПМН е побара од нас да гласаме, мислам на гласачите, нели, за Даниела Арсовска, и од кога, нели, се случи нешто што ја и не знам точно што се случи, одеднаш Даниела Арсовска не беше нивна и ни рекоа сега ќе почекате, нели, бидејќи не послушавте за кого да гласате, сега ќе се стрпите ние да дојдеме повторно на власт. Така некако тоа беше. Така се спроведува во практика, иако јас не знам зошто да се чека, бидејќи ако самото ѓубре го анализираме, тој ќе влегува уште по критични фази. Значи, нив им не достигаат камиони и луѓе. Не можат турите за собирање да ги во редовни термини. Замислете, у овие 3-4 месеци, доека дојде новото раководство, прв круг, втор круг, уште некој камион ќе откаже. Че уште повеќе ѓубре ќе имам. И тука мора влада, други општини, други институции да се вклучат, инаку ние ќе изгинеме во болести, ќе почнат да се развиваат. Во моментов е прашање само на време кога ќе престанат да обраќаат и автобусите на ЈСП, бидејќи долгот за нафта е прилично голем. Тоа може да се реши на брзина. Ајде, тоа е полесно со купување на некоја количина нафта ќе продолжи. Во ѓубрето ја нема опремата за да се постигне динамиката. Треба се нарача па да се донесе. Сега, ние во кампањава имаме една добра и правилна, да речеме, за 72 часа ќе го исчистиме. Но проблемот не е решен. 73-тиот час контейнерите ќе бидат преполни, бидејќи ја нема механизацијата во континуитет да го собира. И ако го познаваме системот, значи на новиот градоначалник му треба буџет, па му треба програма со која ќе одвои средства за опрема, па треба тендер, кој минимум трае 60 дена, па треба тој што ќе го добие тендерот минимално е 3 месеци за да ти испорача нешто, бидејќи нема на лагер. Најмалку 6 месеци ќе бидат. Значи, од денес, ние првите нови камиони, не, тие не може да бидат у голема количина, првите 2-3 ако ги добиеме, следниот септември. До тогаш, ни мора да најдеме решение што ќе правиме. Значи, тука би требало некои воредни мерки владата. Апсолутно, да нешто друго да се вклучи, за да го поддржи тој систем, да ангажира некој друг тип механизација, други луѓе кои
ќе помогнат да проблемот се реши. Значи на Скопје му е потребен спас и тоа од надвор, не од рамките на организацијата. Може и внатре, но гледаме дека волја внатре нема. Градоначалничката не сака да го реша. Советот не и дозволува, ја блокира во тие намери, значи мора од надвор. Дали со одземање на ингеренциите, јас не сум толку за тие дред, но со помагање во самиот систем би можело да се постигне. Во претходниот мандат бевте, претходната влада, бевте министр за локална самоуправа, веќе реков во најавата, ви во 2 мандати бевте градоначалник на град Скопје. Во каква состојба се општините во Македонија? Знаете што, општините се во лоша состојба од аспект на капацитетност. Светли точки имаше неколку, меѓу кои доминираше Скопје, кој беше високо капацитетен, недоволно според желбите на граѓаните, но сериозна институција. Денес и градот Скопје нема капацитет да се носи со проблемите. Таа администрација внатре е растурена. Новите што се дојдени немаат историска меморија за процедурите и проблемите кои што се во Скопје. Можем да речем и немаат познавање да го решаваат. Тие најновите што ќе дојдат, не знаеме се уште кои се. Ќе дојдат некои. Но не гледам од кои извори ќе ги црпиме тие луѓе со искуство за такви проблеми како што се скопските, кои се сериозни системи. Ние ги гледаме сега ѓубрето и јавниот превоз. Водата ни е на ивица да Јас немаме. Па не да јас не, да имаме проблеми во функционирање. Мислите со Системите, пумпните системи се застарени, може да дојде и таму до хавари. Мрежата е пренапната, затоа што нон-стоп се градат крупни капацитети, а опремата, инфраструктурата не се... Во едно ваше подамнешно интервју велите дека 85% од приходот на општините е токму од градежништвото се ствара, односно од од тие... Да, што не е добро. Што не е добро и општините доколку би сакале се развиваат, да градат, приморани се да даваат дозволи. Видите, вистински градоначалник прво ќе се насочи кон изворите, ќе го прошири данокот на имот. Опфатот е многу низок. За Скопје некој неофицијален, неистражуван податок е дека 50% од објектите не плаќаат данок. Не се во евиденција за плаќање на данок на имот. Да речеме, односот кон тие системи, уште јас, Светска банка која дојде да го анализира Скопски водовод, тие не можеа да се чудат, вода во Лисиче не носи водовод. Зошто не носи? Тие не сакаат да плаќаат. Не може да разберат. Тие нов муштерија. Иден потенцијален финансиер кој ќе плаќа вода, кој ќе ти го збогати, ти една цевка ставаш и трајно секој месец прибираш средства. Ние така не ги доживуваме нашите системи, тоа е истото и со комунална хигиена или со... Зошто јас да не сакам некое село или населба надвор од Скопје да ја со... Тоа е за мене пазар нов. Да наплаќаш да... Како што гледаме позади водно сега се градат сериозни населби кои немаат водовод. Тоа би може би било шанса за Скопски водовод да ја прошири својата мрежа. Апсолутно. Инвестицијата чини, но потоа се прави математика, исплативост. Таа е трајна. Таа е трајна инвестиција. За секогаш ќе... А вода имаме. Ние водата сега нерационално ја трошиме. Низ разни цевки или системи.
Колку се разликува Скопје од периодот вие кога бевте началник? Тоа беше, само за помладите да му објасниме, од 96 до 2005 година. Колку се разликува Скопје? Што му се случи во меѓувреме на градот? Па многу, сега видите, ние... Имаше она 2014. Ние сме незадоволни од секојдневните проблеми во Скопје, но и не можеме да ја видиме повисоката. Скопје е многу изменето. Па да ги извадите сликите од 96-та година Скопскиот площад, од улиците кои уште беа калдрми или коцки, полни со вирови, немаше атмосферска канализација. Урбанизацијата, таа е навистина проблематична за нас кои живееме, но постигна и таа одредени ефекти. Позитивни? И позитивни. Скопје го менува ликот. Да речеме, немаше Скопје мол. Сега ги имаме... Сега има 4-5. Да, не ја знам точната бројка. Па добро, Сити Мол, Ранстор, Даймонд, Изгейт. Има. Сега, велите, Скопје многу се промени, многумина се разочарани од таа промена. Велите, има и позитивни. Знаете како ќе ви го објаснам тоа? Веројатно е генерацијски проблем. Кај грешиме ние? Значи, овие работи што ви ги набрав, тие се придобивки за градот. Значи, мол, Изгейт се изгради. Но нема нов културен дом некако не се изгради. Не, за тоа ќе збориме. Зошто нема, кај ги јадеме парите. Но Изгейт се изградил, таму одредена нова количина на ѓубре се добија. А ние со постојната опрема треба и тоа да го обслужиме. Со истите давачки, тоа не може. Значи, ако се гради, се Изгейт го земе. Овде, Холидејн се градат згради. Тие згради се 1000 станови, дуќани. Тие не може во редовната... Мора да се зголеми капацитет. Апсолутно, тоа е нова постава која тоа ќе го... Значи нова водоводна мрежа предпоставуваме. Нови резервоари, нови пумпи за да не осети другиот систем. Тоа не го правиме и потоа самата градба или тој ќе се изгради, а паркирање нема паркирање. Тие за нив ќе обезбедат паркирање. Гледате како не анализирам. Таму кај што се градат зградите на Холидејн имаше паркинг кој беше јавен и не е важно како, на кој 500-600 коли се паркира. Тие не се паркира од без. Значи луѓето имаат потреба. Сега таму се гради, тие 500-600 коли отидоа да прават притисок на станарите во самиот центар и го создаваат незадоволство. Никој не размислува, да, имаш право да градиш, ти со комуналиите кои ќе ги платиш, ја имам обврска да го изградам прво паркингот, овие коли да ги сместам, да ги обезбедам инфраструктурните услови, на другите да не им смета, и тогаш ќе дојдеме до сознание дека цената на тие комунали е прениска за да тоа го... За да тоа се покри, например, некоја нова катна гаража или... Да, апсолутно. Сега, нели, рековме има молови, реков ја немаме нов културен дом, ги немаме ни старите културни домови, универзална сала, нешто... Тоа е по-лоша... МКЦ како да не функционира. Вистина, МКЦ пропаѓа, универзална никако да... Ја нема, таа изгоре нешто. Веќе 10-12 години, колку е. 2015 се затвори, 10 години. Веќе 4 години проектот стои, парите се обезбедени, значи тука не е проблем пари. Че има и пари, се има. Да, владата има префрлено на градот, сега ја повлече, нели, владата да ја гради, за да се гради универзална, градот реши не сака да ја гради. Јас како министер... Како резултат на таа блокада, предпоставувам, во Советот... На тие политички игри. Да. Бидејќи јас како министер, па дури и се договори со градоначалничката,
по одлука на влада да ја преземеме универзална, парите стојат, штета е, таа може да се гради. Таа се сложи, Советот не сакаше да изгласа предавање и го изгласа дури кога беше техничка влада, кога веќе не ништо може да се прави. Тие игри го чинат Скопје. Скопјани, не само Скопјани, гледам цела Македонија, под влијание на таа атмосфера од парламентарните избори, се уште наклонета на таа опција да ја додели довербата. Океј, нека е тоа, но ние во оваа кампања сме должни реперите да ги поставиме што ќе бараме од таа нова власт. Нека е власт на ВМРО, но да знаеме што е тоа што нас ни е проблем кој мора новата власт да ни не раши. Ние ќе ги гласаме за да не биде дуи, за да не бидат бугарите во уставот, но Вардариште, ако не го решиме, ние ќе се Тоа не гушиме. врска со Ние, бугари во устав. ние мора да побараме од новата градска управа и тоа ќе биде, и јас затоа се кандидирам, као прва задача да ми биде во Советот да наметнам, да влијам Вардариште да се направи пристојно место, за тоа некакви, да не речам проекти, но анализи постојат. Тоа е сериозен зафат кој би се работел 4-5 години, кој чини околу 30 на милиони евра. Значи потребни се 4-5 години за Вардариште да Знаете, тоа е стане пристојно место. огромна површина. Прво треба да се постави систем за собирање на гасот и одведување некаде. Па тоа да се тампонира, па да се постават фолии и врз сето тоа мора да дојде 1 метар земја кој потоа можеме да го зазелениме и но внимавајте. Со првиот момент кој ќе се влезе да се средува Вардариште, таму ќе нема проблем. Веќе нема да може да некој да повторно Ќе офрлат на друго место. Сметат. Сега тоа е задача на новата управа да се бори со тоа, но ова жариште кој влијае и на загаденоста и е на вистина на ругло да тоа е веќе центарска зона кај што Да, градска зона. Таму се градат прекрасни објекти, нови населби. Од друга страна на Вардар е изграден. Мораме да им овозможиме на тие луѓе да живеат. А највеќе што тој загаден воздух кој излегува од Вардариште, ветровите го носат во центарот, сите ние го и се чудиме од каде не Скопје загаден, од таму. Вие сте носител на листата на ЛДП за Либерално-демократската партија за општина за град Скопје. Си извинувам, повторно ќе кажа в општина Карпеш, не знам зошто. Кажете ми, што би им порачале на вашите гласачи? Па сега, јас не само на моите гласачи, мојата улога, ако не успеам да ги наметнам вистинските проблеми, да дојдат до сите гласачи, да знаат од кај се вистинските проблеми, не сум ја завршил. Ние немаме сила да го освоиме Советот. До нас ни е потребна поддршка, тој глас да се слушне заедно со Никола Пановски, со можноста евентуално некој друг да влезе, да имаме сила да повлијаеме, да се решат овие клучни проблеми кои не гледам дека во кампањата се наметнуваат. Вардариште, да се опреми градот со модерна опрема, не само за собирање на сметот, за метење на улиците и тротоарите, електрични метачки да земе. Доста со метли колку може да се измете. Тоа е се нова прашина.
за одржување на зеленилото и на дрвата, за перење на улиците, постои веќе другите градови се современи затоа што имаат опрема. А тоа не е баслословно скапа. Во моментот е скапа за градот. Анализите кои јас ги правев, кои се уште од анализата на Светска банка, се 36 милиони евра се потребни целиот град да биде во нова опрема. Модерна, која нема да создава проблеми, туку ќе го расчистува, да личи градот. Да нема запуштено зеленило, да нема гранки, да не ни паѓаат дрвата и така. 36 милиони изгледаат премногу ако се споредат, например, со пола милиарда унгарски. Вака гледајте, 36 милиони во 4 годишниот буџет кој е 400 и кусур милиони евра, може да се најде во 4 години. Јас имам и една нова идеја која треба да се разработи, еве објектот кај што сме, градскиот Трговски, пропаѓа. Тој не знам што да направи, повторно трговски центар не може да биде. Градот Скопје е во бараки. Со тие пари што би се градело нешто, што би се купувало нешто, јас би ги откупил вториот и третиот кат на градски трговски центар и тука би ја префрлил градската администрација. Ќе бидеме соседи или ќе не бркате? Ниједна работа не ја правам со бркање. Ако постои добра воља. Има доволно простор за сите. Што е огромен простор, на тој начин овој простор би заживел, на тој начин Скопје, архитектонската гордост што ја има објектот на ГТЦ би функционирал. А во долниот во приземјето може да се одвива таа трговија. Тука има и паркинг, тука има и парк, тука е Вардар, се е тука. Тука се граѓаните на Скопје. Сега, тоа треба со стручни лица убаво да се обради, но тоа е решливо. Идејата, ако се прифаќа, тоа е решливо. Христо Пенов, ви благодарам за ова интервју. Посакувам многу среќа во изборите и во животот, се разбира. И се надам дека по изборите повторно ќе се видиме, па да сумираме нешто. Јас сум секогаш отворен за разговор. Тоа беше Христо Пенов, кандидат, носител на листа на Либерално-демократската партија за град Скопје на престојните локални избори. Пријатно.